Поздрав до сите оние кои што ја следат оваа програма. Јас сум Филип Наумов Радомиров, автор и писател на книгата Василија, архитема на новото општество. Станува збор за книга која што ја напишале 2015 година. Бидејќи со книгата обработувам теми од поинаков тип, кои се посложени за пошироката јавност, оваа програма ќе се обидам да ја поделам во неколку делови кои што ќе представуваат еден вид часови за темите и идеите кои ги имам пишувано во книгата. И овие теми, освен што представуваат од поинаков тип, со тоа и се посложени за пошироката јавност, во денешните услови, во овој систем во кој што живееме, за многумина овие теми се и бесцелни да се разговараат денес. И може би е сосем во право или во ред луѓето што размислуваат така, дека овие теми се бесцелни за разговарање, но наидуваме на многу погрешни размислувања, од причина што таквото размислување доведе и доаѓа од деморализацијата, која што пак настана од неправдите кои што се сторени врз нашиот народ, врз македонскиот народ, и гледаме дека таквата состојба доведува до крајна деморализација и го слушаме често муабетот дека нас не бидува да имаме држава, ниту да направиме стабилна и силна држава со стабилен политички систем, дека треба државата да ја замениме со друга. Но тоа се многу погрешни размислувања. Затоа што, барем според мене, јас лично сметам, дека веќе кога сме дале толкава жртва и кога сме пролеале толкав крв низ столетијата наназад во историјата, за да имаме сопствена држава, многу е поразумно и пологично размислувањето ние да се обидеме Македонија како држава, а потоа следствено и како општество, двете нив да ги поправиме. Односно, да го смениме политичкиот систем кој ни нанесе многу неправди на нас македонците, а преку таа промена да направиме првин нов, стабилен политички систем, кој ќе генерира правичност и законие во општеството. И ниедна друга држава, освен македонската, нема да се грижи за интересите на македонците, односно на нас, на македонскиот народ. Тоа го знаеле нашите стари, низ генерациите, и затоа толку жестоко се бореле за да создадат своја држава, македонска држава. Тука можам да ставам и како забелешка дека не е само доволно ние да прогласиме држава и да бидеме признаени во одредени организации дека сме држава, туку, за да можеме да генерираме и сувереност во меѓународните односи, ние мораме постојано да ја градиме таа држава. А по Аслом, како баш тоа и да не се случи. Ние во Аслом прогласивме своја држава и премногу се опуштивме што воопшто не градевме стабилни институции, односно установи, државни установи, стабилен политички систем, независен македонски политички систем, односно оние елементи на сувереноста за кои говорел и Жан Боден, нив ние не сме ги градиле во нашата држава. И затоа сведочиме на пародија од оваа денес што ја нарекуваме ние македонска држава. Иако таа воопшто по се изгледа не представува македонска држава, туку повеќе представува антимакедонска држава. Или по-прецизно, држава со антимакедонски политички систем. Дополнително по Аслом ние се обидовме да направиме република. Односно, експериментиравме со видови на решенија во политичкиот систем
кои не се својствени за нас, за македонскиот менталитет. И тоа уште повеќе го видовме и по прогласувањето на независноста, каде што видовме дека само се обидовме да ги симулираме оние односи кои што се случуваат во другите, за нас така наречени развиени држави, развиени само економски, но нивните параметри, нивниот светоглед и нивното сваќање што е држава, што е политичар и така натаму, се сосем различни од нашите. Нам за неразвивање како држава, следствено на тоа и како општество, можеби, или за неразвивање, поточно денес во современиот контекст, да го кажем тоа, како тежина ни доаѓа македонскиот историцизам првин, но македонскиот историцизам, освен што е тежина, бидејќи тоа произведува спорови со сите наши останати соседи, со кои граничиме, македонскиот историцизам може да служи и како визија за иднината. Односно, македонското минато може да произведува визија за политичкиот систем на идна современа Македонија. А втората тежина ја носиме од македонската географска местоположба, поточно од македонската геополитика. Но тоа е сосем друга тема, исто така многу сложена тема и многу сложена наука. Тука спаѓаат во изучувањето на геополитиката и геостратегиите денес, кои што се многу на број. Многу држави активно водат своја геополитика и затоа во овие часови тоа ќе го изостанеме. Така, на почетокот во овој воведен час во Василија, архитела на новото општество, јас би се навратил на македонскиот историцизам, кој што се представува, како што напоменавме, тежина, всушност представува предност во создавањето или во согледувањето на нова визија за ново преуредување на државата и општеството. Македонската богата историја всушност произведува и богата визија над останатите држави, народи или нации. И таа богата наша историја, односно македонскиот историцизам, мене ме наведе да ја обработувам идејата за монархизмот како државно уредување, односно како уредување на политичкиот систем. Зошто конкретно монархија? Први, тука македонската историја согледуваме дека ние секогаш кога сме имале силна македонска држава, барем силна во смисла на стабилност и сувереност, секогаш ние сме имале монарх на чело. Како што го тоа согледуваме во средниот век со царот Самуил од династијата на Комитополите, па и по пропаѓањето на Самуиловото царство согледуваме кога доаѓаат турците со династијата на браќата Волкаши и Углеша, односно кралот Волкаши и деспотот Јован Углеша со последниот први млад крал, а подоцна крали Марко. А можеби уште е поинтересен периодот, така наречен антички период, но јас го избегнувам тој поим. Јас го нарекувам древен период, древен македонски период. Тука пак согледуваме како сме успешно создале услови на империум. Поточно тие империјата ја нарекувале како архе, а тоа најверојатно се мислело како
првата држава во меѓународните односи, односно во комуникацијата со тогашна држава Македон, како првата држава, односно над. Тука ги согледуваме династиите, први на Аргеадите со Филип и Александар, династијата потоа на Антипатридите, на Антипатер и Касандар со неговите синови. И исто така една многу интересна династија, барем за мене лично, а тоа е династијата на Антигонидите, од генералот Антигон Гонат, односно Антигон Едноокиот, па се до подоцна Антигон Гонат, со Филип Пети, последниот крал кој тогаш бил нарекуван како Василевс, Персеј, кога дошле римјаните на нашиот полуостров. А секако може и да го согледаме, но тоа сепак представувало само обид да се возобнови државноста на македонците и со востанието на Карпош, кој исто така добил титула на монарх од Австрија, односно од австрискиот кајзер. Тоа најверојатно било само обид и да се искористи македонското население, да се мотивира во борбата против турците по падот, односно по неуспешниот пат на Виена, со битката кај Виена, кога губа турците и се повлекуваат. Но и тоа е исто така обид за возобнова на македонската држава со кралство, односно со монархија, или со монархиски тип на државното уредување. Што се однесува пак за републиканското уредување низ македонската историја, што е многу интересно, ние тоа го имаме во поновите векови, односно со Крушевската република, но во минатото, речиси никогаш, освен само еднаш, а тоа кога Филип Пети ја изгубил битката кај Кинос Кефале и подоцна и кога Персеј, Василевс од Персеј ја губи битката кај Пидна, односно кога потпаѓаме под римјаните и Луки Емилијан Паул, римскиот генерал, римскиот конзул, кој подоцна е наречен и како Македоникус, таа негова победа врз македонското кралство, односно македонската држава, ја спроведува преку тоа што ја дели Македонија на 4 мериди, а тие мериди всушност представувале еден вид облик на републики, но протекторати под Римската тогашна република или Римската империја. И што е исто така интересно, додека бил тој римски генерал присутен во управувањето на тие мериди, тие и тогаш представувале нефункционални. Односно, преку востанието на Андрей или Андриск, или лажниот Филип, како што го нарекле римјаните, бидејќи се представувал син на Филип Пети, поточно на Персеј, последниот Василевс. И овој Филип многу лесно ги освоил, односно ги ја ослободил територијата на етничка Македонија и повторно се обидел македонската државност да ја возобнови како монархија. Тука има исто така многу битки, многу историски случаи во тој период, на кого на секого кој што сака да се занимава со политичките системи, особено на Македонија, му препорачувам таа историја детално да ја проучи и да ја прочита. А што се однесува пак во поновиот период со Крушевската република, тука тоа може и да се каже дека е оправдан чин од нашите тогашни револуционери,
сите тие биле инспирирани од Француската република, односно од Француската револуција. И тие во таа револуција согледувале начин како и Македонија современо да ја преуредат. И тоа е исто така многу нормално, бидејќи нашите тогаш чорбаджи кои имале можности економски и парични средства да се финансираат и да инвестираат во своето учење, во својата интелектуална надградба, претежно сите тие биле учели по западни школи, по школи со западна литература, која што пак во тој период била под големо влијание на Француската револуција. Односно, од идеалот кој што го ставил во прво светло тој историски период од историјата на човештвото. Дополнително можеме да кажеме дека овој чин на нашите револуционери бил оправдан и затоа што многу штета се гледале од пропагандите на соседните држави тогаш, кои што успеале да етаблираат своја држава, а таа пропаганда најчесто ја чинеле преку црквите. Ние не сме успеале преку големата порта да ја обновиме Охридската архиепископија всеја Македонија, како што предлагал Крсте Петков Бисерков, односно не сме успеале своја црква да создадеме тогаш, која што сигурно би била многу ефикасна против пејоративните пропаганди на македонското тло тогаш, а секако монархија без црква и тоа некако едното со другото оди заедно, без едното другото и потешко да постои. Исто така, нашите револуционери тогаш, како главен непријател, ја согледувале Османлиската империја, која што представувала еден класичен тип на монархиско уредување, од секако муслимански тип, со султанот и така натаму. И тие речиси во монархијата гледале непријателско уредување, така да кажем. И ако ги изоставиме овие чинови во поновите векови, кои што инспирирани од западната цивилизација, од идеите на просветителството, какви што Западот ги разбирал, ако ги оставиме овие чинови на македонските револуционери во 18-тиот и во 19-тиот век, кои што пак дадоа инспирација и за подоцна и за партизаните, односно за Народна република и за Социјалистичка република. Многу е интересно, односно интересното се состои во тоа што може би и да го трнеме македонскиот историцизам на страна. Многу филозофи, од кои многу денешни современи филозофи, многу историчари, од кои многу и современи денешни историчари, говорат во прилог на тоа дека најприродното уредување за човекот представува монархијата. Но не би навлегувал во тоа дали за сите народи представува како најприродна појава или најприроден облик на државното уредување за сите народи и нации. Конкретно за нашиот, тоа е целосно случај. Затоа што ние и покрај тоа што многумина денес не живеат православен живот, сепак православната етика во нашето општество суштествува, а таа познава раѓање и умирање, познава хиерархија, го познава таткото, синот и Светиот Дух. Исто тука во православната етика согледуваме многу остатоци, така да ги кажам, многу елементи од филозофијата на Аристотел, која што исто така ниту е целосно материјалистичка, ниту е целосно духовна.
односно прави еден вид баланс, како што прави и православието денес, односно преку православната етика. Така да филозофијата на Аристотел, која исто така говори за синот, на свој виден начин, православната етика, без разлика дали водиме православен живот ние денес или не, во нашето општество тоа многу суштествува. Тие работи се целосно складни со монархистичкиот тип на уредувањето. Од современите, тоест од поновите историчари, би го навел Вил Дюрант со неговото масивно дело The Story of the Civilization, или Приказната за цивилизацијата. Препорачувам тоа дело да го прочитате, има многу интересни детали, многу интересни заклучоци. За современите филозофи ќе зборуваме во понатамошните часови, кои ќе бидат складни со деловите од книгата за нив да се зборува. Во овој воведен час подетално ќе ги изоставиме тие разговори. Подеталното ќе го оставиме за подоцна. Само ќе наведеме дека современите филозофи, тие работи кои што се случуваат во предматеријалниот дел кај човекот и кои имаат влијание во однесувањето на човекот, кои представуваат своевиден психолошки образец и на индивидуалното ниво, но и на колективното психолошко ниво. За полесно разбирање тие образци, тие ги нарекуваат како образецот на таткото, на отецот или логосот на Аполон, образецот на синот човечки, односно логосот на Дионис, и логосот на Кибела, кој е психолошки образец кој размислува многу материјалистички. Ние сме многу интересна појава во тој дел, ќе разговараме за тој подоцна. Ние како народ, како Лаос, сме под влијанието на Дионис, односно под логосот на Дионис, под филозофијата на синот. Во тој образец зборуваме за филозофијата на Аристотел, дека духот треба да ја манипулира и да ја обликува материјата за потребите на духот, но дека и без материјата не е можно. Но на моменти, ако ја согледуваме македонската историја, согледуваме дека историски гледано владеачките класи во македонското општество пак биле аполонијати, односно биле целосно под образецот на духовната идеја. Затоа секако поопширно ќе зборуваме понатаму во другите часови. За крај од овој воведен дел во Василија архитема на новото општество или во воведниот час, ќе кажам дека овие часови ќе бидат бесплатни за гледање и за слушање. Ќе се обидам да ги направам што подостапни и поразбирливи за пошироката јавност и за заинтересираните, затоа што јас лично се водам по правилото бесплатно ви се даде, бесплатно и давајте. Тука мислам на изучувањето, на интелектуалната надградба. И доколку се согласивте со мене со оној заклучок што го наведовме на почетокот, дека ние треба да водиме пасионарна борба за да ги преобразиме државата и општеството, а не нив да ги замениме со друга држава или со некое друго општество, туку за да се бориме кон тоа, да го подобриме
македонското општество, пред тоа да создадеме стабилна и суверена македонска држава. Доколку се согласувате и да разговараме за овие теми, само ќе ви посакам добре дојдовте во зоната на радикалното македонско размислување.